Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Тука на почетокот на емисијата, пред да навлеземе во посериозните теми од изминатава недела, сакам да ви укажам или еве нека биде, сакам да се пожалам околу една работа која не е од суштинско значење, но многу говори за тоа што се случува во Македонија, посебно на полето на социјалните мрежи. Не знам дали приметивте, нели од пред 2 недели ви најавив дека емисијава стана подостапна на социјални мрежи и не само вака како цела епизода, туку и во текот на неделата на YouTube, Instagram и TikTok објавуваме кратки видеа или коментари кои главно се однесуваат на дневните настани. Па така откако полека луѓето почнаа да ги гледаат кратките видеа, приметив дека веднаш се активирале партиските штабови на СДСМ, но и Левица, кои на ова поле, да бидам искрен, се прилично присутни. И одеднаш во делот на коментарите почнаа да се појавуваат толку гнасни пораки, од кои искрено ми се згади. Не зборувам за тоа што некому не му се допаѓа видеото или не согласува со моите коментари, па сака да го каже својот став, што е нормална работа. Туку луѓе, нивото на пораките е пониско од уличарско. Толку пцовки, навреди, непристоен речник, па дури и закани, што срам ми е да ви ги цитирам. Ќе кажете, па коле луѓе не се согласуваат со тебе, што се жалиш? И ќе бидете во право, ако станува збор за обични луѓе, за граѓани на кои не им се допаѓа тоа што го правам. Но ете, за да се уверам дали е така, седнав пред некој ден и пробав, онака по случаен избор да видам кои се тие луѓе на кои не им е срам да ставаат такви гнасни коментари. И што ќе видам? Сите до еден, ама буквално сите, се или така наречени симпатизери на СДСМ, или на Левица, или лажни профили. Не сум од оние новинари кои на првиот коментар веднаш трчаат по разноразни здруженија и се прогласуваат за жртви и слично. И туку наместо да одговорам на секоја порака поединечно, сакам од тука на сите тие партиски платеници едно да им порачам. Што повеќе пцуете, што повеќе навредувате и се заканувате, толку повеќе само ми кажувате дека сум на прав пат и ми давате мотив да продолжам со уште посилно темпо. Значи сум ве погодил точно во центар. Нејса, тоа е тоа што се однесува на таа тема. Ајде сега да се позанимаваме со вистинските теми од изминатава недела. Годишниот Доналд Трамп, поранешен претседател на САД, повторно ќе окупира Белата куќа. Поддржувачите на Трамп со задоволство ја дочека оваа победа. I've been watching this for 3.5 years, everything that this man's went through, what his families went through, and just to wake up today and found such peace, I had to be here. I didn't sleep at all last night, one wink. I watched it all on TV, and then I came here to watch the sun come up. Good things are coming. Good things are coming. Whether you voted for him or not, you'll see a change in this country and hopefully the world. I just don't want all this war stuff and all this back and forth. I don't want all of it. I want just peace day in and day out. Но не сите беа среќни околу победата на Трамп и доколку едните чекаа да поминат 4 години под лидерството на Бајден, другите се плашат какви ќе бидат наредните 4 години под капата на Трамп. I'm a little disappointed, not as surprised as I was as 2016. A bit scared now what's going to happen the next 4 years and beyond, but yeah, not surprising though, unfortunately. I'm a little nerved, wrecked, honestly, not just because of, the points that are going on right now, but also because she didn't show up today, she didn't speak, and we were looking forward to it. Поддржувачите секогаш беа самоуверени и покрај анкетите кои покажуваат тесна разлика меѓу Трамп и потпредседателката Камала Харис. I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel, housing. Победата на американските претседателски избори на Доналд Трамп ќе стави крај на кривичните случаи покренати против него, барем за 4 години, додека предстојува во Белата куќа. За Алфа телевизија, од Гласот на Америка, Јован Чономовски од Вашингтон. Токму така, Доналд Трамп стана председател на САД, освојувајќи 295 електорски гласови, наспроти 226 на Камала Харис, победа во клучните држави како Пенсилванија и победа во вкупниот број на добиени гласови од граѓаните, или така наречениот Popular Votes, Трамп направи еден од најголемите камбекови во политичката историја на Америка. Стана 47-миот председател на САД во втор мандат по пауза од 4 години. Неговата победа, како цунами, го обиколи светот. За повеќето обично американци, но и обични граѓани низ целиот свет, неговата победа можеби беше причина за прослава.
Но за политичките елити и нивните светски медиумски слуги, ова беше причина да се притисне копчето за паника. Зошто? Затоа што победата на непредвидливиот Трамп може сериозно да им ги наруши нивните позиции и сериозно да го потресе закоравениот и трул левичарски систем, кој рака на срце почна да излегува од контрола и се закануваше целосно да го проголта светот. Едноставно, победата на Трамп е победа на политика на семејни вредности, безбедност, мир и фокус на економијата, за разлика од беззаконието и хаосот кои владеат насекаде. Критичарите велат дека новиот американски претседател е закана за демократијата, слободата на говорот, капитализмот, закана за мирот. А всушност, веројатно е токму спротивното. Зарем има нешто подемократско од тоа да победите убедливо на избори и тоа се освоени, речиси 75 милиони гласови и покрај огромната валкано-политичко-судска медиумска кампања што се водела против вас. Погледнете само колку време им требаше на CNN, NBC и CBS да признаат дека Трамп ги доби изборите. И го видовте ли речникот што го користат? Се прогласи себе си за председател, ќе окупира Белата куќа. Или погледнете ги профилите што ги прават за него, во кој нема ниту збор за тоа што ете направил нешто во првиот мандат или зашто се залага сега на политичко, дипломатски или економски план. Само се пишува и зборува како да е еден од најголемите криминалци во светот. Тоа ли е демократија? Тоа ли е слобода на говор? Го критикуваат затоа што имал поддршка од Елон Маск, човекот кој покрај сите мани е еден од најголемите поборници за говорот на слобода во светот. Па луѓе мораше да го купи Твитер или сега X за да го запре процесот на цензура. Што, зарем има слобода на говор на останатите социјални мрежи, каде за еден погрешен збор или искажано мислење различно на нивното, одма се активира цензорската полиција и целосно ве блокира. Каква закана за демократијата е тоа што Трамп сака да се посвети на проблемите внатре во САД, да проба да ги реши економско-социјалните маки на обичните американци, наместо да изигрува светски полицаец, да шушка, да провоцира и иницира конфликти и војни. Закана е тоа што се залага за семејни вредности наспроти родовото лудило кое се случува во изминативе години. Закана ли е затоа што за него гласаат луѓе кои се против тоа маж, кој се чувствува како жена, да може да влегува во женско веце, или затоа што против истаков човек да може да учествува во женски спортови и слично. Закана е затоа што има план како да се стави крај на крвопролевањето во Украина, или затоа што еден од ретките председатели кои за време на првиот мандат не започна ниту една нова војна. Не. Знаете зашто е закана? Затоа што може да го наруши досегашниот трул систем на владење. Знаете, тој е како некој компјутерски вирус или како на Нио во филмот Матрикс. Да, непредвидлив е. Но можеби на светот во моментов му треба таква непредвидливост да не размрда сите, посебно за коравените политички елити кои само ги полнат своите джебови и ја водат модерната западна цивилизација кон пропаст. Далеку од тоа дека е совршен, далеку од тоа дека е најдобриот политичар во Америка и слично. Полне со мани и фалинки, прави големи грешки, ја злоупотребува моќта и да, ги полни джебовите, користејќи ги законските дупки, па никогаш и гази врзнив. Но немојте да ми кажете дека во тој поглед е нешто поразличен од останатите политичари во Америка, па и во светот. Или се однесува поразлично од оние милиардери или оние мултимилионски светски корпорации кои му ја цедат маста на човекот. Па сега откако мораа да ја прифатат реалноста дека Трамп е победникот, веднаш почна анализи за тоа дали ќе имало мирна транзиција или промена на власта во Белата куќа. Чекајте малку. Воопшто не ми е јасно како тоа во држава, која на сите други држави и нации во светот им држи лекција по демократија после една чиста изборна победа, воопшто да се размислува за прашањето за мирно предавање на власта. Или можеби се уште постои некој сценарио со кој ќе се обидат да го спречат Трамп да влезе во Белата куќа. До јануари има уште време, па можеби загрозениот систем ќе направи уште еден очајнички обид да ја наруши волјата на мнозинството американци, со тоа што ќе пробаат Трамп да го спакуваат заради сите оние обвиненија и процеси кои се водат против него. Доколку се решат на такво нешто, дури тогаш можеме да ја прогласиме демократијата за мртво во Америка. Како и да е, ќе бидам искрен и ќе ви кажам дека не знам дали светот ќе биде подобар или полош за време на неговиот мандат, но во едно сум сигурен, нема да биде ист како досега. Што значи, ќе треба да почекаме и да видиме. Сега, освен паниката кај левичарите ни светот, денот по изборите нели почнаа да ечат лелеци од Белата куќа во Вашингтон, па се до оној стакленикот на Бихачка. Штабот не можеше да се соочи со тоа дека Трамп на крајот сепак стана председател. Па така одеднаш осамнаа колумни на нивните медиумски слуги, како на пример една со наслов "Трамп ја победи Америка", каде авторката напишала, цитирам:
Доналд Трамп ја победи Америка каква што ја знаевме 6 децении. Според сите оценки на изборите се случи незамисливото. Американците избраа за председател осуден политичар кој заговараше државен удар. Затворен цитат. Или статусот на оној заштитениот ширач на говор на омраза и една од главните перјаници на СДСМ Тричковски кој напиша, повторно цитирам: "Ова не е само победа на Трамп, туку порас на хомо сапиенсот и на цивилизацијата. Тоа е порас на Америка која ги губи нормите со кои се сметаше за лидер. САД се откажа од себе си, од својата историја, од Конституцијата. Одиме во зоната на мракот." Затворен цитат. Реков се залагам за слобода на говор, така што и овие фигуретинки имаат право да си го кажат своето мислење. Но замислете само јас или некој како мене да напишеш или кажеше вакво нешто за председателот Бајден или подпредседателката Камала Харис. Па луѓе ќе висевме на плоштад само затоа што сме зуцнале нешто против нашиот стратешки партнер и најголем поддржувач САД. Ќе не прогласеа за ширачи на говор на омраза, за недемократи, фашисти, комунисти, антиевропејци, антиамериканци и што се не. Ќе не пријавуваа и ќе не блокираа од сите социјални мрежи. Ево тоа е разликата за која зборував предмалку во однос на слободата на говорот. За Трамп, кој е новиот председател на САД, сега може да пишуваат што сакаат и влакно нема да им фали од главата. Ама ако досега пишевте нешто за претходниот председател, ќе висевте на клада. Затоа велам, вистинска причина за кукање нема, освен ако не сте забеган левичар до крај, кој се храни од беззаконието и хаосот кој владеат сега во светот. Или ако сте како овие од нашево самопрогласено, нели во наводници, слободно граѓанство, кое со години цица и живее од разноразни грантови и илјадници евра кои ги добиваа за секакви проекти кои нема врска со реалноста, а кои сега, барем според најавите, целосно ќе секнат. Со други зборови, кукаат затоа што гледаат дека бунарот им се суши. Победата на Трамп става крај на тоа време. Кутрите сега ќе треба да одат кај Маск да молјакаат за некое гранче. И затоа мислам дека Македонија има причина да слави. Пред се Велешани. According to Hillary Clinton, this tiny nation has destroyed America's democratic tradition. Well, there's all these stories about, guys over in Macedonia who are running these news sites, and I've seen them now, and you sit there and it looks like a, sort of low-level CNN operation. If I ever run for president, I want these same Macedonian campaign consultants who are the geniuses. Каков CNN, NBC, ABC, Fox, велес моја мајка. Се шегувам. Ова видео е старо и се однесува на претходната победа на Трамп. Барем за сега не гледам обвинување дека ете фамозните Велешани повторно го инсталираат Трамп во Белата куќа. Но шегата настрана. Навистина мислам дека и Македонија има причина барем малку да слави. Затоа што победата на Трамп, како што кажав, е победа на политиката на семејни вредности, безбедност, мир и економија. И во моментов нашите интереси и интересите на мнозинството американци кои гласаа за Трамп, значи вистинската Америка, не таа на политичките елити, целосно се совпаѓаат. Сакаме значајно економско заживување, сакаме мир и безбедност, сакаме ред, сакаме враќање на семејни вредности и не сакаме веќе како граѓани да се чувствуваме занемарени и навредувани од сопствените лидери. Токму и тоа беше ставот на штабот на Трамп во однос на Балканот за време на кампањата. Надворешната политика на администрацијата на Бајден на Балканот е обележена со неактивност, празни ветувања и недостаток на посветеност за вистинско разбирање на уникатните предизвици на регионот, наместо да се спроведуваат значајни економски иницијативи за раст на земјите како Грција, Србија, Албанија, Босна, Бугарија, Хрватска, Косово, Црна Гора, Македонија, Романија и Словенија, за поддршка на овие нации во нивната борба против корупцијата и интеграцијата во ЕУ, администрацијата на Бајден се одлучи за пасивен пристап. Овој недостаток на ангажман не само што го попречи економскиот напредок, туку и остави многу балкански држави да се чувствуваат занемарени и навредувани, додека тензиите вријат без соодветна интервенција. Изјави тогаш Христос Марафацос, заменик председавач со Националната коалиција за различности на председателот Трамп. Токму така, политиката на председателот Бајден кон Балканот на некој начин беше обележена со неактивност, празни ветувања и недостаток на посветеност за вистинско разбирање на нашите проблеми. Нели тоа предизвика сите да се чувствуваме занемарени, навредувани од кои ќе стигне. Доаѓањето на Трамп предизвикува непријатност во Европската унија и европските институции, затоа што во првиот мандат неговиот однос кон ЕУ како сојуз и не беше баш пријатен. Тој повеќе се залага за директни сојужништва со земјите членки, отколку со Брисел како за заедничка институција.
И тоа по разни прашања, од економска соработка, енергетика, безбедност, еве и пристапот кон војната во Украина и слично. Така што сега, како можеби никогаш досега, Европската унија како сојуз ќе мора да направи се за да покаже обединетост, нешто што нас како држава може и да ни одговара. Во обидот да покаже обединет фронт во Европа, можеби ќе се побрза малце да ги отвори вратите и за Балканот, така што нашиот евроатлантски пат може да биде ставен на побрза трака. За тоа да се случи, ќе треба да се притисне Бугарија да престане да биде кочничар на тој пат, да направи компромис заради повисоките геостратешки интереси на ЕУ. Еве сега можеби во Софија конечно ќе дојде стабилна политичка влада која ќе ги разбере тие интереси. И не само тоа, односно што нашите интереси се совпаѓаат со тие на американците и на Европската унија. Туку и ние нели пред 4-5 месеци направивме пресврт. Избравме власт која повеќе го слуша гласот на народот отколку тој на елитите. И втората многу важна причина зашто Македонија треба да се радува е што за разлика од претходната власт, сегашната негува добри релации со луѓето кои се во блиското обкружување на Трамп. Ричард Гренел, Девин Нунјес, Хауард Лутник, Крис Павловски, моќни личности од политичкиот и бизнис сектор во САД, кои важат за блиски на идниот председател Доналд Трамп. Според Нью Йорк Таймс, Гренел треба да биде идниот државен секретар на Америка, но и личности кои важат за многу блиски со премиерот Христијан Мицкоски. Уште кога беше лидер на опозицијата, актуелниот македонски премиер имаше редовни средби со овие видни личности, од кои уште тогаш се испраќаа позитивни сигнали за соработка со Македонија. Последен пат пред американските избори, Мицкоски и Гренел се сретнаа во август годинава во Скопје. Од владата тогаш соопштија дека целната средба е продлабочување на соработката меѓу Македонија и САД. Владата останува силно посветена кон продлабочување на стратешката соработка со особено внимание во областите на владење на правото, економијата и енергетиката. Гренел важи за исклучително моќна и искусна личност меѓу најблиските до Доналд Трамп. Веројатно, идниот државен секретар веќе испрати силна порака дека доаѓа мирот во светот во време на војни. Америка и светот се спасени, ја победивме левицата, мирот ќе дојде наскоро. Какви можат да бидат односите на Македонија и САД под водството на Трамп, покажува и фактот дека тој е близок и со истакнати бизнисмени со македонско потекло. Еден од нив е Крис Павловски, основаш на фирмата Rumble, фирма која важи за една од најбрзо растечките во САД. Павловски од поодамна говори за соработката со Трамп, со кого делат заеднички вредности. Yeah, so I believe we're at the tip of the spear when it comes to promoting and pushing back against censorship. We're fighting governments all around the world. We're essentially the main place for freedom of expression when it comes to online video platforms. With social media, you have X, and then you have Truth Social as well, which Donald Trump owns. And when it comes to video, Rumble is the foremost leader in that, in my opinion. За близок соработник на Трамп важи и Девин Нунјес. Дури и за него се шпекулира дека ќе ги води бизнисите на новиот американски претседател, додека тој е на функција. Ако се сеќавате, Мицковски се најде на удар на оние домашни либералчиња на времето, затоа што минимум 2 пати се сретна со Гренел, американскиот дипломат и поранешен директор на американската разузнавачка служба и добар познавач на состојбите на Балканот. Видовме едната средба беше во Вашингтон, а втората во Скопје. Разговараа за повеќе работи, меѓу кои можноста за евентуално американско учество во енергетскиот проект Чебрен, кој има стратешко значење за енергетската независност на Македонија. Луѓе истиот Гренел, со кого Мицковски има блиски односи, зашто беше нели критикувано домашново слободно граѓанство, според Нью Йорк Таймс можно е да биде новиот државен секретар во администрацијата на Трамп. Со други зборови, нашиот премиер има лични релации со идниот државен секретар на САД, нешто што Македонија може само да победи, да добие. И гледате, не е само Гренел. Мицковски има добри односи со Крис Павловски, основачот на Rumble, Хауард Лутник на Контор Фиджералд и Дейвид Нунјес, поранешниот конгресмен на Калифорнија и извршен директор на Трамп корпорацијата за медиуми и технологија. Со други зборови, Македонија сега би требало да има подобар пристап до белата куќа од било кога. Така што остајте го граѓанството околу стакленикот на бихачка, нека кука и лелека. Македонија со оваа влада може само да добие по победата на Трамп. И не е само Трамп.
Владата на Мицковски нели беше и на удар, затоа што имаше блиски односи с Унгарија, односно со Виктор Орбан, кој ни даде кредит под поволни услови за да ја зајакнеме економијата, па дури и се понуди да посредува во спорот со Бугарија. Ајде сега да видам дали ќе го критикуваат и затоа што можеби се сретна со Макрон, имено на маргините на политичкиот настан, што се одржа во Будимпешта неделава, на кој присуствуваше и Мицковски, тој се сретна и со францускиот председател Макрон, со кога разговарале за одблокирање на патот на Македонија кон Европската унија. Оваа средба е од огромно значење, затоа што во моментов Макрон неспорно е лидер можеби на Европа, политичар кој што има највисока поддршка и најстабилен мандат на една од најмоќните земји членки во рамките на Европската унија. Имајќи предвид дека во владата во Германија е нели пред пат и дека најверојатно пред март 2025 година таму ќе има избори. Значи блиски релации со администрацијата на Трамп, председател на нашиот најсилен стратешки партнер, лични односи со председателот на Унгарија, силна земја членка на Европската унија и средба и комуникација со Емануел Макрон, неформалниот лидер на Европа, како политичар кој што има највисока поддршка на една моќна земја членка. А зашто ги критикуваа? Памтите дека кога ќе дојделе на власт ќе однеле Македонија во изолација. Мајко мила. Сега доека Мицковски ете во силна дипломатска офанзива да го убеди светот во исправноста на македонските барања за одблокирање на патот кон Европа, но и зачувување на македонскиот идентитет, што прави лидерот на СДСМ и водачот на слободното граѓанство Венко Филипче? Ма каков Трамп, каков Орбан, каков Макрон, Харис Джинович му е мајката. Или чул Филипче Харис па мислел заев на концерт на Камала Харис дека ќе го носи. Инаку снимкова на која ете лидерот на македонската опозиција како тинејџер срамежливо снима со телефонот од ќошот на салата и ете му се воодушевува на својот фраер гуру Заев, веројатно е направена на гранде журка на познатиот пејач Харис Джинович во ексклузивниот хотел Хилтон кој се одржа при крајот на октомври. Значи, двајцата македонски новопечени милионери биле заедно во Дубај и ете неа пропуштиле ексклузивната прилика да се провеселат на журката на Джинович, кој српските медиуми ја нарекоа дернек, каков што не се памет. И то замислите, отишле само денот како фон дер Лајен ни се појави тука среде Скопје и ни бараше да ги ставаме бугарите во уставот. По уште прашан за снимкава, Филипче одговара: не сакам да коментирам работи од мојот приватен живот. Не, баш треба да одговори. Што барал на оваа журка и каква е неговата поврзаност со шпекулациите дека ете неговиот политички ментор Зоран Заев ги сели бизнисите во Дубај, каде што се шпекулира дека од март идната година наводно планира и тој да се пресели. За волја на вистината, Заев сега е обичен смртник, против кого, колку што нели на сите ни е познато, барем за сега, не се водат никакви истраги. Според тоа, како слободен граѓанин без посебни обврски, тој може да патува каде сака и со кого сака. Може и сите бизниси да ги носи таму. Како што други членови на неговото семејство исто така нели се селеа во Дубај, Австрија или не знам каде. Тоа што ваквите потези мирисаат на бегство и тоа што ете во Дубај се крие еден од лидерите на најозогласените македонски картели, тоа е друга работа. Тоа е веројатно само коинциденција. Но Венко Филипче не е во таква ситуација. Тој е председател на опозицијската СДСМ и тој е пратеник. И колку што знам, редовно нели работи како доктор. Според тоа, тој по повеќе основи има обврска и кон државата и кон својата партија и е должен да објасни што барал во Дубај со Заев на журката наречена дернек каков што не се памети. Ама нели он за приватниот живот не коментира. Ама за Македонија, тука за што се случува кај нас вели, подготвени сме да одиме на избори од денеска па натаму, кажа и остана жив. Па дури се повикува на некоја теренска анкета која му покажувала дека дури 65% од граѓаните не биле задоволни од работата на владата. Или како што кажа, двајца од тројца не биле задоволни од економските политики, од падот на животниот стандард, од тоа што Албанија не претркала на европскиот пат. Кој ја правел? Каде е правена оваа фамозна анкета? Не кажа. Ама мислам дека знам каде била спроведена. По се изгледа била направена меѓу новите граѓани на Дубај со потекло од Македонија. Еве сигурно двајца од
клучните фигури од она видеото, не им се допаѓаат политиките на оваа влада. Не за друго, туку затоа што веќе не можат да прават милиони на грбот на граѓаните. Значи, ВМРО ДПМН и Мицковски преку Трамп, Орбан, Макрон ја водат Македонија кон изолација, а Заев и Филипче со Харис Джиновиќ од Дубај ни ги отвараат портите кон Европа. Да не беше смешно, ќе беше трагично. Мислам дека тука е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица и тука имам уште малку време да прокоментираме уште некоја тема која ете не стигнавме во првиот дел. За што станува збор? Ахмети нема повеќе што да загуби. На прозивките од коалицијата Влен изрази подготвеност за одговорност и вети дека ќе се повлече од политиката доколку ги загуби следните избори. Слушнав бараат кај нотар да сум потпишал дека доколку со еден глас ги загубам изборите да не бидам дел од власта. Четврт век велам, ако ги изгубам изборите ќе се повлечам од политиката и ќе си одам дома. Инаку, според Влен, актуализирањето на прашањето за предвремените парламентарни избори од Ахмети е само обид да ја спаси политичката кариера која наскоро ќе заврши. Ова според нив е во недостиг на кадровски и програмски реформи внатре во неговата партија. Крај на политичката кариера на Али Ахмети предвидува еден од лидерите на Влен и министр за здравство Арбен Таравари, кој смета дека реториката на Ахмети е позната и не е ништо друго освен обид да се заскрие незадоволството во партијата. Според него, ова се последните избори во неговата политичка кариера. Мислам дека политичкиот крај на Али Ахмети ќе бидат локалните избори. Верувам дека Влен ќе оствари убедлив резултат и господинот Ахмети таа вечер ќе излезе и ќе го прифати поразот на локалните избори. И верувам дека неговата политичка кариера, за среќа или за жал, во зависност од тоа кој како ќе ја види, ќе заврши. Инаку, прашањето за предвремените парламентарни избори се отвори на првата собранијска седница за пратенички прашања, кога на барање на опозицијата, премиерот Христијан Мицковски изрази подготвеност повторно да го докаже легитимитетот кој го доби од граѓаните на последните избори. Победа на владеачката ВМРО ДПМН, доколку има нови парламентарни избори, се потврдува и преку најновите анкети, според кој Христијан Мицковски е убедливо најпопуларен политичар во Македонија, а ВМРО ДПМН е партија со најголема доверба кај граѓаните. Во анкетите, дори 27,8% од граѓаните дали позитивно мислење за премиерот, додека за лидерот на опозицијата Венко Филипче само 5,5%. Доколку утре се одржат парламентарни избори, ВМРО ДПМН би имала убедлива предност пред СДСМ и ДОИ кај гласачите. На прашањето за доверба во политичките партии, граѓаните изразиле 26% доверба во владеачката ВМРО ДПМН, следуваат СДСМ, ДОИ и Влен, сите со идентична доверба од 7%. По нив Левица со 5% и Знам со 4%. Рейтингот на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е 31%, додека на коалицијата Европска иднина, предводена од СДСМ, е само 10%. Значи Ахмети оди на се или ништо, или што би рекол неговиот другар Заев, all in. А што му останува? Со нешто мора да ги заштитува милионите што во изминативе 2 декади ги isciца од нас граѓаните. Нели прво имаше план за дестабилизација, демонстрации, улични протести и слично. Ама откако излезе на терен и виде дека за такво сценарио нема никаква подготвеност меѓу албанците во Македонија, и на крај ќе испаднеше на протести да излеза да протестираат само внук му Дрим Груби, Османи и уште некој од раководството на партијата, потоа нели реши да пишува писма. Откако и на писмата не доби никаков соодветен одговор, сега седи и кука кај амбасадори. Ете се сретнал со амбасадорот на Европската Унија Михаел Рокас и на широко разговарале за сите политички прашања во земјата, за неопходните реформи за европска интеграција, за легитимитетот на Охридскиот договор, како и за евентуални предвремени избори. Со други зборови, Ахмети му се жалел на Рохас зошто не е во владата. Па не можејќи никако да се помири со местото во опозиција, го информирал амбасадорот дека ДУИ наводно е партија која ни за момент не се колебала за својата евроатлантска дефиниција и ориентација. Само не знам дали под европска ориентација спаѓа и начинот на кој неговиот внук Дрим ја купи Соравија. Ниту пак не знам дали расправале за матните бизниси на Груби со лотарија или комшиските аудиња, злоупотребите во МЕПСО и слично. Важно тој и Филипче биле подготвени за избори. Поголем блеф од ова не постои, луѓе. Кои црни избори? Ко да не ги гледаат анкетите. Хајде малку да ги подсетам.
Христијан Мицкоски е убедливо најпопуларен политичар во Македонија, а ВМРО ДПМН е партија со најголема доверба кај граѓаните. Најновата анкета на ИПИС покажува дека мнозинството граѓани даваат голема поддршка за актуелната власт, предводена од Мицкоски, кој има дури 5 пати поголем рейтинг од Венко Филипче. Во анкетата на ИПИС дури 27,8% од граѓаните дале позитивно мислење за премиерот. Потоа следат Али Ахмети со 8,6% и Венко Филипче со само 5,5%. 26,5% од испитаниците одговориле дека немаат доверба во ниту еден од политичарите. Доколку утре се одржат парламентарните избори, ВМРО ДПМН би имала убедлива предност пред СДСМ и ДУИ кај гласачите. На прашањето за доверба во политичките партии, граѓаните изразиле 26% од 100 доверба во владеачката партија. Следуваат СДСМ, ДУИ и ВЛЕН, сите со идентична доверба од 7%. По нив е Левица со 5% и Знам со 4%. Рейтингот на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е 31%, додека на коалицијата Европска иднина, предводена од СДСМ, е само 10%. Граѓаните целосно позитивно ги оцениле 100 дена работа на владата, а 25,2% делумно позитивно, со што се добива бројка од 56,7% позитивно мислење за работата на владата и премиерот Мицкоски. Целосно негативно работата на владата во првите 100 дена ја оцениле 19,8% од граѓаните. 51,2% од граѓаните сметаат дека владата на Мицкоски работи подобро во споредба со претходната на Димитар Ковачевски од СДСМ, а 12% од граѓаните мислат дека е полоша. На телефонската анкета која се направила на 1200 испитаници во периодот од 9 до 13 октомври, на прашањето за францускиот предлог, 53% од граѓаните не го поддржуваат, 28% го поддржуваат, а 19% одбиле да одговорат. Што се однесува до тоа дали треба да се изврши промена на уставот и да се почнат преговори со Европската унија, доколку промената на уставот има одложено дејство, анкетата направена во истиот период на ист број граѓани, 52% одговориле позитивно, додека 3 негативно, а 9% не сакале да одговорат. Дека Македонија се движи во позитивна насока сметаат најголемиот дел од граѓаните, односно 25%. Во делумно позитивна сметаат 24,9%, додека во до некаде негативна 12,5%. 24,3% сметаат дека Македонија се движи во негативна насока. 37,5% сметаат дека криминалот и корупцијата се најголемиот проблем со кој се соочува Македонија. Потоа 19,7% сметаат дека тоа се економијата и животниот стандард, а потоа следат невработеноста, високите цени, квалитетот во образованието и здравството. Инаку анкетата на ИПИС е направена со телефонски и теренски метод. Телефонската анкета е спроведена во периодот од 9 до 13 октомври и е направена на 1500 испитаници, додека теренската анкета е спроведена од 1 до 20 октомври и е направена на 1005 испитаници. Не да се подготвени за избори, ама изгледа за избори во куќен совет или може бете избори за во Дубај. Имаат среќа што Мицковски има поважни работи во моментов отколку да ја фрла Македонија и да губи време, затоа што да е некој друг, јас да сум, одма би им распишал избори. Дури тогаш ќе видиме колку ќе освојат СДСМ и ДУИ. Дури тогаш Филипче ќе мора да го зима и Ахмети во Дубај и заедно да си ја пеат како беше. Она ме ја оставила, због вина ме напустила. Така е. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.